Од 1700 до над 2500 евра за метар квадратен треба да издвојат граѓаните за сопствен стан во Скопје. За изнајмување пак ретко каде се наоѓа под 300 евра месечно кирија. Трендот за раст на цените на недвижнини во изминатите години во цела држава не стивнува, па така веќе може да се забележат и огласи каде квадратот за стан е и 2700 евра. Веројатно високите цени ја намалија побарувачката, но сепак не доволно за да падне цената за квадрат во Македонија. Според податоците од Агенцијата за катастар на недвижнини има благ пад, односно во првиот квартал годинава бројот на купопродажби паднал за 11% во однос на последниот квартал лани. Годинава продадени 1947 станови, зашто граѓаните потрошиле над 137 милиони евра, а продадени биле 623 куќи. Сепак, според ситуацијата на пазарот, градежниците не очекуваат пад на цената во скоро време. Се додека таа побарувачка е толку голема и се инсистира на стан повеќе, и се додека становите се купуваат неизградени и невидени, значи побарувачка енормна, не може да се надеваме дека ќе има нормализирање на цената на становите и на било кое ниво, дали било тоа високо или ниско. Значи во моментов, согласно последните статистички податоци и согласно нашите дојави од терен, гледаме дека се уште има некој благ раст на цените на становите, тој го прати и го следи оној тренд што го имавме во минатите години, но секако сега е позабавен и тоа се должи пред се на помалата побарувачка од претходно, но сепак доволно висока за да не може да очекуваме нити стабилизација, а камоли намалување на цените на становите. Само израмнување на понудата и побарувачката би можело да доведат до стабилизација на цените. Ако во минатото тие што живеат во Македонија сакале да инвестираат во недвижнини, сега интересот е зголемен и од граѓаните од диаспората кои препознаваат можност за профит, не само новите градби. Зголемени се цените и на становите на старите градби. Во минатите години домашното население купуваше енормно голем број на недвижнини, најверојатно после ковид кризата утврдија дека тоа е еден од начините како да се ги зголемат вредностите на своите пари, уживајќи во недвижнини и чекајќи да нивната вредност се зголеми со тек на време, поготово во општините во кои што се нарекуваат атрактивни и нудат атрактивни услови за стопанисување, но во последно време гледаме дека многу македонци од диаспората почнаа да купуваат тука, препознавајќи го моделот. Забележлив е и растот на цените за изнајмување стан. Во Скопје ретко каде може да се изнајми стан поевтино од 250 до 300 евра месечно. Според податоците за првиот квартал, најмногу закупи се регистрирани во февруари, и тоа вкупно 883. Вкупно 2327 објекти се издадени под закуп и нивната вредност достигнува 874.000 евра.